Што донесе посетата на шефот на грчката дипломатија? Во топ тема вечерва ексклузивно интервју со Никос Коцијас. Што ќе значат мерките за доверба? Дали во кризата има простори за барање решение на спорот со името? До каде се преговорите за излез од политичката криза? Гостин во топ тема заменик претседателката на СДСМ Радмила Шекеринска. Токму така, добро вечер и добре дојдовте, тоа се темите во вечерашнава топ тема. Со 11 мерки на доверба, Македонија и Грција ќе ги јакнат меѓусебните билатерални односи, со надеж дека така ќе се создаде и поволна клима за решавање на спорот со името. Шефот на грчката дипломатија Коцијас ја заврши официјалната посета на Македонија, пред да го напушти Скопје даде и ексклузивно интервју за Телма кој во подготовка и ќе го емитуваме малку подоцна во вечерашнава топ тема, а содржината на пораките на шефот на грчката дипломатија, но и последните случувања или не случувања околу политичката криза, вечерва ги коментирам со мојата гостинка, заменик претседателката на СДСМ Радмила Шекеринска. Добро вечер и добре дојдовте на топ тема. Оценките за Коцијас реков ќе ги оставиме за малку подоцна откако ќе го погледаме интервјуто. Се враќате без малку од Брисел. Бевте на уште една средба со европските челници. Што сега се убедувате со нив после два договори, односно еден договор и анекс на договор, чија содржина во една реченица би била се договоривме да се договара? Прво благодарам за поканата. Вечерва да сум гостин кај вас. Жалам што и ова испадна уште еден неуспешен обид за дебата политичка во Република Македонија. Да, малку сте сите чувствителни, значи имавме еден обид со представник на СДСМ и представник на ВМРО, па дојде до промена на представникот на СДСМ, па потоа се пишмени представникот на ВМРО, ДПМН. Веројатно ќе биде тешко да се дојде до тие соочувања, меѓутоа еве сме. Било кој представник на ВМРО, ДПМН да седне на маса и не е тоа однос кон нас. Не е тоа однос кон вас, новинарите. Тоа е однос кон јавноста и однос кон ова право на македонските граѓани да слушнат кои ни се нашите ставови, а не која е нашата, тоест владината пропаганда, и да бидат и сами способни и во ситуација да ги одмерат аргументите и ставови. Ние не се откажуваме, ќе инсистираме и понатам. Тоа е Прашањето беше позитивното. што се уште се убедувате со бриселската администрација? Мислам дека убедување е тежок збор. Она што е многу битно е прво да комуницираме околу тоа кои се плановите на нас во Република Македонија и кои се разбира иницијативите, плановите, предлозите и размислувањата на луѓето во Европската Унија. Комисија, парламент, сите кои што се занимаваат со нашата држава. Факт е дека овие два дена беа особено важни, заради тоа што Советот дискутираше за состојбите во Република Македонија и како ретко кога досега ние практично имавме две дебати посветени во два наврати, и во понеделникот и во вторникот. Во Брисел се случуваше навистина сериозна дебата за состојбите. Имаше и различни мислења, имаше и различни видувања, меѓутоа сите се согласуваат дека сериозна загриженост ја опишува нивната атмосфера. Дека се сериозно загрижени за состојбите во државата и дека сметаат дека состојбите, особено во делот на владење на право, демократија, односи помеѓу политичките партии, меѓутоа пред се и над се однос на институциите кон законот, кон уставот, кон граѓаните, се прашања кои не трпат одлагање. И тоа се прашања кои што се запишани во сите оние документи и договори кои што вие ги потпишате и за кои што треба да разговарате, меѓутоа разговорот никако да трне. Во Брисел рековте дека сте барале директен и јасен ангажман на ЕУ во справувањето со политичката криза. Што значи тоа, бидејќи ако ги имаме предвид заклучоците на Советот, тие се задоволни од ангажманот на Хан, го поздравија и повика на спроведување на договореното. Што значи ова директен и јасен ангажман? Не сте задоволни од она што досега Брисел го покажува како... Процесот на политички преговори не е завршен. Тоа го потврдуваат и земјите членки. Земјите членки велат секој дел од договорот на 2 јуни треба да се имплементира.
Првата точка или точката 6.1 од тој договор е дека 4 партии се согласија дека ќе договорат влада која ќе биде организацијата на владата која ќе ги организира следните избори. Тоа прашање не ни е договорено. Тоа е за 29 јуни. Тоа е прашање за кое што ќе разговараме на 29 јуни и ние испративме пораката и ги искористивме тие прилики да кажеме дека очекуваме исто така силен ангажман и на комисијата и на европратениците кои што беа вклучени во процесот на преговори, барем до одредена фаза, и очекуваме да има резултати од разговорот, а не само да се сретнеме и да заклучиме дека по 10 дена уште еднаш ќе се сретнеме на истата тема. Добро, таква тактика прифативте. Договор, па анекс на договорот, кој што во суштина значи да тоа ветуваме дека тоа што го ветивме ќе го исполниме. Така некако почна да се тераат разговорите со една искрено за јавноста несериозен пристап од сите страни. Постојано е тоа да се договараме. Несериозно е да се очекува дека многу сериозната ситуација во која се наоѓа Македонија ќе се реши со едно седнување на 4 лидери, па макар и плюс комесар и европратеници. Да беа лесни состојбите. Роковите. Значи, прво вие прифативте, почнавте од опаку, од договорот за избори, потоа на 19 јуни вие се обврзавте дека до 29 јуни ќе има, или на 29 јуни ќе има договор за изборната влада. Тоа се рокови кои што сами си ги поставувате, а еве излегува дека и самите знаете дека е тесна рамка за Не знаете како во Македонија, ако не ставите рок, никогаш тоа нема да се договориме. За ВМРО, ДПМН и за Груевски идеално би било ако нема никакви рокови. Впрочем, за сите овие реформи кои што ги зборуваме, владење на право, медиуми, правда, внатрешни работи, основни човекови права, па 100 пати се спомнати во европските извештаи. Понекогаш дури и со рок. Па не се почитувани. И нов акцијски план. Ајде да почнеме. Ама сакам ова да го кажам. Роковите се тука за да не притискаат. Затоа што ако политичките партии или политичките лидери чувствуваат дека ова може да трае до недоглед, договор нема да има. А ако договор нема во Македонија, нема да има ниту излез од политичката криза. И тоа е пораката која што мислам дека не треба да ја испратат политичарите. Граѓаните ја испратија до Брисел. Дека не можеме постојано да ги одоговлекуваме проблемите во оваа држава. И дека некои работи треба едноставно да се пресечат. Се разбира дека не треба да очекуваме секогаш ножот да е во бриселски раце. Одлуката за пресекување ќе ја носат лидерите на политичките партии во Македонија. Меѓутоа, она што го испративме како порака е дека ни треба постојан ангажман од страна на Европската Унија и за ова прашање кое што се покажа дека е најтешко. Што значи тоа на 29 јуни ќе разговаравме, го забележав тоа идно време. Што се случува во меѓувреме, откако на 19 јуни се обврзавте дека ќе има договор или ќе се договарате до 29 или на 29? Има ли во меѓувреме некакви средби, бидејќи очекувањата се дека овој пат лидерите меѓу себе ќе се договорат, а Хан и европратениците ќе дојдат само тоа да го верификуваат и да го... Ако такви очекувања постојат, нереални се. Да можеа 4 или 2 лидери да се договорат, Македонија немаше да стигне во ваква ситуација. И срамота е што дојдовме во ваква ситуација. Оваа држава и нејзините граѓани ќе беа постабилни, помирни, поспокојни, ако политичките лидери од власта покажеа сенс за договор и почитување на договореното пред да влеземе во кризата. Меѓутоа, тоа не се случи и сега залудно е да се жалиме за тоа. Меѓутоа, факт е дека не очекувам да постои договор пред 29. Не очекувам дека на 29 лесно ќе биде да се стигне до договор. Меѓутоа, клучно е дека на 29 јуни навистина треба да видиме дали Груевски е спремен да се соочи со реалноста, а таа реалност е дека мора да се носи одговорност за сево ова што излезе на виделина. Еве, да си го поставиме прашањето пред година дена, некој да ни кажеше во јавност ќе излезат информации кои што ќе покажат дека премиерот и клучните министри се вклучени во уцени, во корупција, во изнудување, се она што го пишува извештајот на Прибе, во злоупотреба на власта, во уценување на граѓани и така натаму и така натаму.
сите ние ќе речевме неможно е да се појават такви експлицитни докази, ама ако се појават, се разбира дека било кој министер и премиер што е имплициран на таков начин, што е вклучен во такви настани, ќе мора да си оди. Во Македонија веќе ја изгубивме мерката. Што се излезе на виделина, а Груевски се однесува како ништо да не се случило. Меѓутоа, притисокот врз власта е сериозно голем, заради тоа што таа го изгуби и легитимитетот и кредибилитетот. Она што се колнеа дека го имаат, а тоа се изборни победи, сега е под знак на прашалник. Она што го тврдеа 9 години, а тоа дека се честна, посветена влада, која што се грижи за граѓаните, сега целосно падна во вода. Да, но повторно на роден денот на ВМРО ДПМН ја слушнавме пораката дека сето тоа што вие го правите сега е резултат на мрачни, потикнат од мрачни сили. Ги немаме за волја на вистината странските служби, сега имаме една друга категорија, но имавме и квалификација дека вие сте тие што на секој начин се обидувате да ги одбегнете изборите, бидејќи според Груевски ќе ги изгубите катастрофално и тоа ќе биде пораз за историјата. Еве да предпоставиме сите јавноста дека Груевски навистина верува дека народот го сака. Зошто после 6 месеци упорно одбива било кој друг да ги организира изборите? Ако народ те сака, кој да ги организира изборите, народот ќе дојде и ќе го стави ливчето за тебе. Сте го прашале тоа на разговорите некој? Да, меѓутоа... Кој одговор? Груевски знае да ги одмолчи сите прашања кои што не му одговараат, како што ги одмолчува и пред вас новинарите, како што ги одмолчуваат и при бегањето од ваквите соочувања. Има ли некој друг одговор или е одговорот вообичаениот дека тој го има легитимитетот? Не, одговор едноставно нема. Како што им порачуваа на граѓаните на Центар, во принцип на таа тема избраа да молчат. Мислам дека станува јасно дека таа мантра јас победувам на избори, која што сега видовме дека е дуо со јас фалсификувам избори, таа веќе не успева, не се држи. Затоа што во ваква ситуација, секој кој што ќе беше сигурен дека на честни избори победува, ќе одеше на избори организирани од преодна влада. И тоа ќе го направеше час поскоро, немаше да чека 6 месеци од кризата, немаше да чека вакви заклучоци за Република Македонија, немаше да чека да постои можност да ја изгубиме препораката. Груевски е свесен дека без системот на корупција, на изнуда, притисок и страф, неговиот систем на владење ќе се сруши како кула од карти. Затоа му требаат такви настани во кои тој ќе зборува за мрачни сили. Замислете, според последните анализи, дури и половина од ВМРО-вските, од поддржувачите на ВМРО ДПМН не веруваат веќе во приказната на странски служби, затоа што стана смешна. Ако веќе на најголем дел од јавноста станува јасно дека власта прислушкувала, тоа го потврдува извештајот на Прибе, ако на сите им станува јасно дека се автентични снимките, бидејќи власта не се обиде и не успеа ниту една снимка да ја прогласи за неавтентична. Единствената која отиде на анализа, испратена, ако не се лажам, од Ал Джезира, тоа е онаа баш каде што премиерот е вклучен во барање на мито, таа беше потврдена од страна на германски експерти. Ако ВМРО ДПМН сметаат дека снимките се неавтентични, тие до сега ќе имаат 10 странски експертизи. Ги избегнуваат. Ова беше спомнато во преговорите како опција, дали се согласуваме Европската унија да направи експертиза на снимките. Ние кажавме да, веднаш. ВМРО ДПМН рече не. И сето ова кога ќе го земете предвид, ви станува јасно дека Груевски има еден начин само како да се држи до власта. А тоа е да продолжува да спроведува нефер и недемократски избори. Овој пат не сме спремни таквиот луксус да го дозволиме ни за Република Македонија, ни за низините граѓани. Зашто не учествувате во работните групи на Ван Хоуте? Затоа што станува јасно дека ако немаме договор за тоа кој ќе ги организира следните избори, ако немаме договор дека тоа не може да биде сегашната власт која ги создаде овие проблеми, знаете што ќе се случи од одличните препораки на Прибе? Ќе станат, например, како овој исто амбициозен и добар акцијски план, кој што македонската влада го направи како резултат на препораките на Европската комисија во 2011.
Значи, од 2011 препораките се горе-доле слични. Сега кај Прибе добиваат малку поголема прецизност и се многу подиректни. И новина е делот за обвинителството, но според неофицијалните за УБК се извинувам. Според неофицијалните информации во тие разговори што се обидува да ги направи Махаути, на кои вие не учествувате, ги бойкотирате, се разговара за суштински прашања, за една од точките од договорот која што се однесува на реформите што треба да се преземат во областите во поглавието 23 и 24, кадровскиот состав и независното функционирање на релевантните државни органи, поголема медиумска слобода, целосно согласување со мислењата и препораките на Венецијанската комисија, значи сет прашања за кои што и вие и самите велите дека се дел од суштината за која се борите. Зошто тогаш ве нема во таа работна група? Одговорно тврдам, и еве повикувам некој да ме демантира, ако може, дека во оваа фаза на тие средби, на овие теми, се уште не се разговара. Заради тоа што се смета дека е прерано и дека се уште се во некоја процедурална фаза. И од тие причини ние сметавме дека мора да испратиме јасен сигнал пред се до ВМРО ДПМН. Дека она Черчиловско правило, ако сакаш нешто да не се направи комисија или работна група, овој пат нема да функционира. Ако немаме, ајде да размислуваме креативно. Замислете да немаме договор за преодна влада. Мислите дека било кој од структурните реформи кои што ги очекува и ги пропишува Европската комисија ќе успеат? Тие и до сега имаат такви структурни реформи кои што ни ги предложи. Например, деполитизацијата во изборот на судии и обвинители, кој што стои во препораките на Прибе, тој се повторува 4 пати во претходни документи на Европската комисија и владата го имаше прифатено и дури има серија мерки како тоа ќе го постигне. Ако ние немаме ослободување на системот, ако ние не го имаме она двоењето на државата и партијата, барем со еден прв чекор на формирање на преодна влада. Но не ли е интенцијата на овие работни групи токму тоа да ги детализира тие прашања и нивното операционализирање? Ајде да ви го цитирам извештајот на Прибе. Извештајот на Прибе вели вака: сите пишани, што закони, што подзаконски акти, сите документи кои што ги усвојува Република Македонија се во принцип на линија на европските стандарди. Она што недостасува е објективна, вистинска и недискриминаторска имплементација. Дека разликата помеѓу она што е напишано на хартија и она што се случува во секојдневниот живот во Македонија е огромна. Тоа мислите дека ќе го направиме, ќе го смениме со работна група? Да не бидеме наивни. Тоа без договор околу некаков тип на преодна влада нема да се случи. Дури и со преодна влада ќе биде многу тешко. Погледнете ги само снимките кои што ги објавувавме за злоупотреби изборни. Погледнете ги снимките за притисоците во администрацијата, притисоците врз приватниот сектор. Што мислите, ако во моментов во законот стои дека се казнува со затвор до 5 години, ако некого го уценуваш за неговото гласачко право? Кој е во затвор денеска, откако ги објавивме сите овие серии разговори во кои што стои кој точно давал налог на луѓето да им се закануваат дека ќе го изгубат работното место, дека ќе бидат казнети со инспекција? Никој. Што значи се тоа? Дека вие нема да учествувате во никакви договори, никакви разговори за операционализација на било која препорака од договорот од 2, од анексот од 19, од препораките на Советот на Европа, од препораките, итните препораки на Европската комисија, од препораките на Прибе, значи 5-6 документи. Не се тие 6 различни документи, се едно. Сите се воедно поврзани. Значи прво да се подсетиме. Значи ништо од тоа нема без договор за преодна влада. Ама ајде сега да не играме дека не сме го читале текстот и јас и вие. Прочитајте го, ајде да отидеме на документот од 2 јуни. Договорот од 2 јуни вели дека мора да има договор за влада која ќе ги организира следните избори. Прва е точката. Анексот кој вие велите нема ли да го имплементирате, истото го потврдува. Дека политичките партии мора да го завршат договореното. А тоа е да постигнат договор околу тоа кој ќе ги организира следните избори. Добро, ова активност на Ван Хауте се протолкува како своевидно авансирање во тој договор. Значи, штом се договорат да имате веќе детали околу суштината на маса и... Значи, во Македонија никогаш
проблемот не бил во списоците реформи кои што се потребни. И ние за тие реформи сме говореле во последниве 3-4 години. За тоа што треба да се направи и што не се прави. Проблемот е дека никогаш тоа не станувало дел од вистинскиот живот во Македонија. И повторно ќе биде така ако ја претвориме цела во оваа процедура во бесконечна бирократија. Значи, мора да има структурни реформи, ама тие структурни реформи мора да се случат ако има политичка волја. Без политичка волја, се во ова ќе падне како кула од карти. И Груевски би сакал се ова што пишуваше прибе да се сведе на бесконечни акцијски планови. Ама овој пат мора да има и конкретен чекор дека сме спремни да направиме нешто различно. Што значи тоа? Премиерот денеска објави дека е донесен конкретен акцијски план, ќе го цитирам неговиот Facebook статус, бидејќи тоа се единствените информации што се објавени. План базиран на нашите разговори со ЕУ и препораките на европските институции и експерти, фокусиран на унапредување на владењето на правото, слободите и изборното законодавство, борбата со криминалот и корупцијата. Има прецизни мерки, рокови, ангажман на цела влада, ангажман на посебен тим на министри кои неделно ќе се среќаваат неколку пати со цел да ги подготвуваат и реализираат еврореформите и политичката порака. Македонија има сила, местото на Македонија е во Европската унија. Што значи сега овој владин акцијски план наспроти обврските преземени со оваа дузина договори? Тоа ќе ги прашате кога ќе дојдат од ВМРО, да помине од владата. Како вие го читате? Како вие гледате? Дали Јас ова го читам како текст кој што сум го прочитала минимум 5 пати во последниве 6 години. Што е различно во оваа изјава на Груевски денеска во 2015 година од истата изјава која што ја даде во 2011 кога го презентираше овој патоказ, така го крсти, акцијски план, патоказ за спроведување на приоритетните активности во рамки на диалогот на високо ниво. Препораките се исти, исто е ова што го кажува Груевски. Секој ден разговараме, министрите се собираат. Од 2009 година Груевски вели дека еднаш неделно дебатираат на тема Европска унија. Она што за мене е страшно е што во ситуација кога Европската унија вели транспарентност, политичка одговорност, Груевски излегува со изјава ќе се пофали дека има акцијски план. Јас денеска не видов акцијски план. Според неофицијалните информации ќе имате привилегија први да го видите, ќе ви биде објаснет на лидерската во понеделник. Прашањето не е дали ние ќе го видиме. Прашањето е дали ние, заедно со граѓаните на Република Македонија, ќе видиме аир од акцијскиот план или тој ќе биде идентичен на овој акцијски план кој, како што гледате, не е многу тенок, има многу мерки, политики од 2011 година, кој до денеска остана мртва буква на хартија. Која е разликата помеѓу изјавата и увереноста на Груевски тогаш и изјавата денес? Дали тогаш Груевски избра да не лаже, а денеска да ни ја кажува вистината? Ќе се сложите дека во политика тоа ретко се случува. Груевски ќе сака да ја сведе целата оваа досегашна криза на многу зборови и многу матрици, така ги викаат тие. Меѓутоа, зад овие матрици нема политичка волја. Погледнете што се случува, додека Груевски ова го кажува, обвинителството не излегува со ниту еден податок до каде се истрагите за сите злоупотреби кои што беа објавени на јавноста со бомбите. Една истрага, освен оние насочени против опозицијата. Ниту една истрага за корупција, ниту една истрага за политичките злоупотреби, ниту една изјава за кривични дела кои што се од 5 до 10 години казна. Например, многу интересни имаше и овдека заклучоци и обврски кои што си ги превзеде власта. Истите буквално ќе ги најдете, а во меѓувреме поминале 4 години. Во периодот од 4 години Македонија не одеше напред. Македонија, како што вели Европската комисија, во изминативе неколку години се враќаше назад. Да, но сега имаме барања за итни конкретни чекори кои што ќе бидат мониторирани и тоа се тврди и во оваа изјава, иако не можеме да прејудицираме се додека не го видиме акцијскиот план. Сепак, може ли ова да се чита како порака од Груевски дека
нема намера да отстапи од она неофицијална позиција која што сте ја потврдиле и вие и ваши партиски представници низ неколку разговори, дека нема намера да отстапи од позицијата да се повлече надвор од оние 3 месеци од денот на распишување на изборите, кои што според сегашниот закон и не се некоја отстапка, бидејќи сегашниот закон диктира дека владата од денот на распишување на изборите е во оставка и функционира технички. Тоа е разликата помеѓу зборови и дела. Груевски би сакал да се скрие за такви изјави, еве јас ќе се повлечам, ама тоа е всушност само негова изјава дека ќе го почитува законот. Нас не ни требаат такви отстапки, валјда почитувањето на законот се подразбира. Она што мислам дека е клучно е дека на 29-ти ќе се покаже дали кај ВМРО ДПМН и кај Груевски постои политичка волја реално да ја решаваат кризата. Или сакаат повторно со некој тип на шминка да завршиме со некаков тоалетен на хартија. Не е ли целата оваа рамка шминка? Вашите позиции се сега повлекување најмалку 6 месеци пред избори на Груевски. Ако е тоа така, тоа е претесна рамка за она што вие го заговаравте како цел на сето она што го правите. Демонтажа на, како што велите, системот на манипулација и корупција, притисоци на Никола Груевски. За 6 месеци ништо од ова суштинско тука наведено не може да се спроведе, освен некакви козметички измени на изборно законодавство и што очекувате толку круцијално да се случи за 6 месеци. И тоа е веќе козметика. Тука нема да се сложам, но ќе се сложам дека за демонтирање на овој криминален систем кој што во моментот ја држи Македонија под окупација ќе ни треба многу време. Не е доволна преодна влада. Нас ќе ни требаат неколку години после изборите, парче по парче, тој систем да го демонтираме. Не за да еден министер замине и да дојде некој друг кој што ќе го прави истото, туку навистина да се направат правила и да се генерира политичка волја дека кој не го почитува законот, завршува во затвор. Да, но ни вие не можете да барете бланко доверба од граѓанството. Има дел од граѓанството кое што вели да, ние сакаме прво да видиме дека се почнало да се работи на компромени, бидејќи не веруваме дека во збори се согласува. Кога вие ќе седнете на тие столчиња ќе се однесувате сосема поинаку. Мислам дека е многу погрешно ако еве да земеме од договорот на 2 јуни или извештајот на Прибе. Да го гледаме страничка по страничка. Или ќе имаме демонтажа и горе-доле ќе ги завршиме најголемиот дел од обврските, или било кое едно нешто извадено само по себе нема да даде резултати. Еве ќе ви дадам пример. Да тргнеме да го реформираме системот. Чекайте, за кој систем? Тука имаме многу системи. Судски систем, медиуми, едно друго. Нашиот судски систем еднаш се реформираше, еве го овдека, деполитизација на судии и обвинители. Не можеме ние бесконечно нови модели да измислуваме, заради тоа што предходните пропаднале, бидејќи не сме ги почитувале. Значи, не можеме нон-стоп нов закон, а никаква реализација. Значи, нас има области во кои што ќе може да се постигнат, да кажам, релативно брзо видливи резултати. Например, во делот на прислушкувањето. Неколку од препораките, особено во извештајот на Прибе, се многу практични. Например, да се одземе правото кој што сега ВМРО ДПМН го стави во законот, каде што ДБК сама може да прислушкува кого сака и тоа да го прави без судски налог. Значи, тој тип на директна врска кај операторите мора ДБК да ја искупи. Она што е клучно кај ДБК е да се влезе и да се открие што се случувало во изминативе години. И таква препорака дава Прибе, вели со помош на странски експерти, дури ќе можат да се повратат и фајловите кои што биле бришени од страна на некои што сакаа да ја скријат злоупотребата. Нудат, доколку се прифати да дојдат и тие странски експерти. Да, меѓутоа тие 20 страни на Прибе содржат и многу суштински прашања. Сакам да кажам, имате некои дали работи тие кои се 6 месеци се доволни? Не се сит, апсолутно. За судски систем, например, заменување на состојбите во македонското судство, нас најверојатно ќе ни требаат не 6 месеци. Ако сум песимист, ќе кажам 6 години. Ако сум оптимист, минимум 2 до 3 години. И факт е дека до изборите ние нема да имаме идеална ситуација.
Меѓутоа, до изборите можеме да прво да стигнеме до негде и да обезбедиме минимум услови за фери демократски избори. Дел од тие услови се врзани со тоа кој ќе го дигнува телефонот и ќе дава наредби. Ако имаме повторно министер за внатрешни работи, кој што на телефон издава наредби да се апсат опозиционери, да се печатат фалсификувани лични карти, ако имаме премиер кој бара на луѓе да им се дадат дополнителни државјанства за да бидат нови гласачи, тоа не може да се случи. Меѓутоа, јас се согласувам со вас. Ако имаме договор ние на 29 за преодна влада, главниот фокус наш ќе биде околу овие структурни реформи. Како да ја ограничиме и сегашната и секоја наредна власт. Како антикорупцијска комисија да ја направиме посилна. Како омбудсманот да не биде изложен на пинг-понг помеѓу институции. Како Државната изборна комисија да не испраќа писма до МВР кои никогаш не ги одговараат. И така натаму, и така натаму. И според нашето однесување во тие преговори, фер е граѓаните да оценуваат како која политичка партија ги третира прашањата на политичка одговорност, како ги третираме прашањата за враќање на демократијата, како го третираме прашањето на слобода на медиумите. Ако јасно е дека владата за која што се дискутира би била своевидна концентрацијска, значи составена од политички представници, доволна ли е таа опција на врзани подписи или на супервизори која што се споменува за СДСМ како гаранција, или ќе се оди многу по-длабоко во барањата за прераспределба на ресори? Кој е концептот? Го кажавме нашиот став во текот на преговорите, го кажавме и после нив. Ја анализиравме и таа опција. Затоа што во преговори не треба на прва да кажете не без да ги анализирате предлозите. Врзаниот подпис е предлог на Груевски или на странците? Тој бил пласиран како предлог на ВМРО ДПМН. Нешто порано во преговорите и потоа бил реафирмиран повторно од страна на премиерот и предложен како некој тип на компромис. И сега практично што би се добило ако Чавков и Ставрески имаат лепенка од СДСМ? Сега ќе ви кажам на конкретен пример, особено во Министерството за внатрешни работи. Ги анализиравме изборните неправилности, изборните измами од сите наши пресконференции. Секој разговор кој што го пуштавме во јавност од тие пресконференции зборуваше за еден или повеќе типа на изборни нерегуларности и кривични дела. Само едно од сите тие дела кои што ги лоциравме, значи таму имаше над 50 на разговори различни, повеќе од 30 кривични дела беа документирани на таков начин. Од сите нив, само едно дело зависеше од подпис на министер. Сите останати кривични дела беа резултат на министер кој дига телефон и со авторитетот на својата позиција и моќ издава наредби. И тие наредби се следат. Сенката од СДСМ или од некоја друга партија ќе седи до него во кабинет, па ќе му го проверува листингот или... Па затоа велам, врзаните подписи се само, би биле само шминка, која што нема да го допре суштинскиот проблем на злоупотреби. А тоа е дека злоупотребите произлегуваат од позицијата на моќ која што е злоупотребена. Во извештајот на Прибе токму тоа стои, дека е тоа злоупотреба на моќта за изборна измама. И тоа со врзан подпис, за жал, не можеме да го спречиме. Инаку, да ви кажам, сега кога зборуваме за политика, ниту еден од СДСМ или во СДСМ не би сакал да биде дел од влада во која што партиципира ВМРО ДПМН. Ниту е природно, ниту е посакувано, ниту е лесно. Го имавме тоа лошо искуство во 2001 година, едва и дочекавме да заврши тој критичниот момент за да ја напуштиме таа влада. Со овој концепт можеби на 29 ќе имаме и концепт на копремиери, но за тоа потоа. Одиме со кратка пауза за реклами, а по паузата за реклами ексклузивното интервју со шефот на грчката дипломатија Никос Коцијас, чии што пораки потоа ќе ги коментираме овде од студиото. Топ тема вечерва на актуелни теми.
11 мерки за доверба меѓу Македонија и Грција. Нашата Сања Вашлич имаше ексклузивно интервју со шефот на грчката дипломатија Никос Козијас. Да ги слушнеме неговите пораки, а потоа се враќаме и со коментар и оцена за значењето на денешната средба и посета на Козијас на Македонија. Mr. Kodias, you're the first Greek foreign minister coming to a bilateral visit after 11 years. And now also... Next time it will be only 1 year. You also brought and agreed with confident building measures with our ministry. This is a big change, a positive change in Greek foreign policy. How come? I think for every problem there is a solution. So I think we have to create stability, security in Balkan, and we have to create friendship and cooperation between our two countries. We have some problems, we have to find ways for solutions, and to find good solutions we need trust. So I thought, as I became Minister of Foreign Affairs from Greece 5 months before, it would be great to find ways to create this trust, or the other way to say it, confidence. So I thought I was doing in the 90s the confidence building measures, CBMs, with Turkey. I said, I rethought, it's not a good idea to use this instrument to create this trust relation. So I saw Nicolas Popovsky in Budapest, in Riga, and then in Antalya, and we met 3 times. We have been discussing about it, and then we create 2 lists, and the half of them was the same points, and our political directors have been in touch, and today we gave in the public the 11 first CBM, so confidence building measures in the public, and we will do other measures too. And it's very important to create, to build our relation as a network, which give our stability. It means network on education, culture, economic and trade relations, justice and home affairs, so that we have a better atmospherics between the two governments and the two countries to find, I hope, easier a way to give a solution to the so-called name problem. The main problem. What can be the next steps after those measures? You've mentioned that there will be meetings on political level between 2 ministers. Can we expect something more? Yes, first we have to find, it's very important, and we have been discussing in the lunch that we find ways for cooperation on the question of immigration. I was discussing that 5 months ago in the European Union. Nobody was listening. I said to them, a new problem is coming in Europe, the problem of immigration, and maybe inside this immigration will be some jihadists. And nobody thought that there was a real problem coming to Europe. Now we see it. You see that in your country, we are seeing that in Greece. We have had only in the 2 last years 300,000 illegal immigrants coming from Pakistan and Afghanistan. I'm not speaking about the Syrian immigrants, so on. And a part of them are now running through your country, going to Serbia. So we have thought we have to find cooperation forms between our police and the police from your country, cooperation on the borders, cooperation in to fight terrorism, and other ways of organized criminality. So that will be the first steps. And the other steps is to make new cooperation agreement between Greek universities and universities from your country. And then I invite your Minister of Foreign Affairs, Nicolas Popovsky, to come after the summer to Athens, and we will continue the discussion we already started. You said today that you want to help the Euro integration. Yes. How you can help it? Listen to me. We are the oldest European member country in Balkan. We are one of the first members of the European Union.
During our presidency in the 90s and our presidency in 2003, we have opened the way for the Scandinavians in the 90s and for the Balkan countries in the 2003, the way for accession to the European Union. So we are a country with long experience on technical and law questions. So we are thinking that we have the expertise to help your administration or to make some education seminars about European law, about technical questions, about the way the European Union is making negotiations. So to give our experience to your people, to your administration, to your scientists. But to come to that point, Macedonia should first start accession negotiation process. No, you need this expertise even today. Of course, but we are waiting like 6 years, having recommendations, but not a date to start. Can we expect Greece to agree for a beginning of accession negotiations? We have had a long discussion on the day before yesterday, and yesterday in Luxembourg. And we have made a paper, a conclusions paper with 6 days. And by the 6th one is we are speaking about the perspectives of your country in the European Union, a country which is a part of the new enlargement process. It is very interesting. We put the word enlargement, even as the whole European Union doesn't like to have this word, because they have told 2 years ago that they will stop any kind of enlargement. So we have a positive step in the relation between European Union and your country. But the most important is not what we are saying about accession. The most important question is how is doing your country with the criteria of Copenhagen. It's the criteria of the rule of the law, is a criteria of the way that your justice is, your courts are working, the question of the relation between your communities inside your country and the rights that they have to have, is about personal rights, freedom of press and so on. So there's a lot of criteria, and as I'm sure that you know, by the conclusions from yesterday, it was mentioned from all the countries of the European Union, not from us, that you have to make many reforms to go to your accession process. It doesn't depend at the first level from the name. The second thing is, I think we have, the time is here, and our duty with your government to find a solution on the name question. We have to compromise, make a compromise, and your government and your country has to compromise too. We have to find a formal which can be acceptable from all the communities in your country and all the neighborhood. I'm aware, and we all are aware, that our political leaders should reach a deal next week, so that they will make all those required reforms and to have an election next year in April, and to keep the recommendation, of course, to begin. But you've mentioned some form. Can it be our President Ivanov, you've met him today, suggested, a great leader. He had an idea that the name issue, solving the name issue, maybe can be a last chapter in the negotiation process. What do you think? That's not a way to make a negotiation, because you know, if you have done the whole work and then somebody's come and say, okay, we have done everything, we have already an agreement, but we cannot agree on the name, that could be a bad story. The right way is to make an agreement today, to compromise today, that all parts who participate in the looking after the name will use the rule of the law, will use the culture of compromising, which is a very important culture inside the European Union, and we have to do it now and not after 100 years. So the Greek position is the same. We have some thoughts which will be the name solution. We will, when we are already
in the situation to discuss about it. I think we will discuss it with the government from your country, and I hope that they will accept to make a just compromise. You sound very optimistic, saying every problem has a solution. But considering the political crisis here and your economic crisis, it's a deep what one. we can, both are deep, I Yes. suppose. What can we expect of the main problem on the name issue soon? I think if a crisis, in ancient Greek language or in Chinese language means not only a problem, but a perspective and a possibility to find a solution. And even if the doctor are saying to a patient that he is in a deep healthy crisis, he means not only he has crisis and he has to go to death, to be death, but that we have to find ways to stay alive and to become healthy. So crisis has not only a negative meaning, but has a positive too. So I think that maybe inside the crisis, being in deep problems, is a moment where we can rethink all our problems and find new ways and new ideas about this name uses. You already have your new ideas yes. for solving the. We will make 3 negotiations. The one was about the confidence building measures. We already have it. The second will be about the methodology of the name. We will find out. And the third will be about the name. And I'm very optimistic, not because it is easy, but because we have to do it. We need to do it. Both countries, the whole Balkan. Building confidence means that there is no confidence. There weren't any confidence. Building confidence doesn't mean there is no confidence, because to build this kind of confidence you need trust. Building confidence means to find areas where it's much more easy, where you can find solutions, and through this solution to have the feeling I can go to the great question. You often mention irredentism in your statements. Does it mean any territorial claims by the government? Not by governments. I am never Can you discussing explain about the governments. I said always, some people here in your country thinks, in the wrong way, but they thinks that maybe not all Greeks likes that this country exists. I said I am very happy that this country exists. I like that this country exists, and it will help that will continue to exist. In the other way, some people in Greece are thinking that there are people in your country that they make thoughts about the so-called Great Macedonia, or the so-called that north of Greece is Macedonia, and it means they are Macedonia like your country. We have to fight against it. We have to fight against extreme nationalism. So if somebody is going to Olymp, for example, with a flag in his hands, which is the old flag from your country, which is not recognized as a country's flag, we have to stop it. If somebody is creating cards where part of Greece belongs to your country, we have to stop it. That is but in the meaning. Constitution since 1992 we already have the amendments. Not only the Constitution, but in the agreement we have had in the 90s between the two countries, in paragraph 5 and 6, is saying that there is no such kind they are not open such kind of questions. But there are people who are thinking in other ways, and we have to stop them. In going back to the name issue, can we expect also negotiations on the highest level to reach the compromise? We have to make all kind of negotiations we need to find a solution. Thank you, Mr. Kozias, for this interview. You are welcome, my lady. Thank you, my lady.
Тоа беше интервјуто на мојата колешка Сања Васич со шефот на грчката дипломатија Никос Коцијас. Радмила Шекеринска, заменик председател на СДСМ, и натаму со мене во студиото на Топ Тема. Шекеринска, како го оценувате и договорот за овие 11 мерки за доверба и пораките кои што ги упати Коцијас во ова интервју? Имаме ли реално нов пристап и отварање на една нова етапа и ново поглавје на порелаксирани односи меѓу двете земји? Сите имаме потреба да бидеме оптимисти, а сите го имаме, да кажам, багажот од изминатите години, кога тој оптимизам, за жал, бил изневерен. Фактот дека после толку години имаме грчки министер за надворешни работи во посета на Македонија е добар чекор. Фактот дека се разговара за мерки за доверба е добар чекор. Меѓутоа, мислам дека е многу рано да скокнеме во заклучоци дека пристапот многу ќе се промени. Ова променета атмосфера е секогаш... Добро, сепак говориме за едни мерки на доверба, кои што своевремено беа предложени од македонска страна, па претходната владеачка гарнитура во Грција воопшто не ги стави на дневен ред, буквално ги отфрли. Ова е сепак едно поместување. Значи, има по мене две работи. Едната работа е дека мерките за доверба се уште информациите за мерките на доверба се базираат на штурите изјави кои што дојдоа од страна на двајцата министри. Според информациите, например, за сите овие области кои што се споменуваат, не се оди во многу детали, туку се кажува на кои теми можеме да ја подобриме соработката. И треба тоа да се случи. Единствено што не смееме да го заборавиме е дека имавме еден период кога исто очекувањата беа подигнати, кога добивме тогаш веќе нова влада во Грција, Папандреу беше премиер, имаше навистина серија на средби, имаше еден позасилен преговарачки процес. Дури од после дознаваме кои се преговарале. Меѓутоа, за жал, тој оптимизам остана само на атмосфера. Поблиски односи, повеќе средби, сето тоа е добро, но немаше позитивен крајен резултат, бидејќи Македонија остана блокирана во европските процеси. Фактот е следен, дека кризата, не велам сега политичката криза во Македонија, кризата со бегалците, кризата во Грција, кризата во Македонија, особено настаните во Куманово, натераа многу луѓе во соседството да бидат порационални, поразумни. И Грција може да изгуби, доколку состојбите во Македонија продолжат да се влошуваат. И од тој аспект, навистина може кризата да се искористи еве како шанса за подобри односи. И јас сакам и во наше име да поздравам фактот дека двете влади, двете држави сакаат да испратат една поевропска и понова порака за градење на доверба. Да, но сепак останува она, например, надежната формула за деблокирање преку паралелни преговори и од оваа владеачка гарнитура. За жал, тоа го добивме како порака и дури пред оваа посета на министерот, и ние зборувавме дека дел од проблемите во Македонија се резултати на успорениот европски процес. И факт е дека сите овие структурни реформи за кои што зборуваме, дека се дел сега веќе од нашата домашна агенда, би можеле многу подобро да се спроведуваат, ако се спроведуваат заедно со преговори. Грција можеше да одигра многу позитивна улога. И жалам што ова го слушам. Јас само сакам да спомнам колку често оваа тема се злоупотребува политички на погрешен начин. Пред не повеќе од година и половина имавме една средба со тогашниот комесар за проширување Филе, каде што спомнавме дека односите помеѓу Македонија и Грција не смеат да се сведат само на прашањето на името. Дека има многу други теми за кои што треба да се разговара и на кои може да се создаде подобра доверба. Имаме извонредна економска соработка, ниту една меѓудржавна спогодба, дури и на економски план, што би значило големо олеснување за бизнисите од двете страни. Не е веќе толку голема заради состојбите во Грција, меѓутоа имаме многу силна можност за подобрување на европската прекугранична соработка. Делумно се користи, делумно не. И кога ние ги зборувавме овие работи во Брисел и кога ги зборувавме во македонската јавност, бевме нападнати дека СДСМ со таквиот пристап
зборувајќи за мерки со кои што ќе се зголеми довербата, дури ако не се реши прашањето на името, дека ние сме починиле чин на велепредавство. Денеска гледам дека истата влада која што тогаш не нападна, не беше ни повеќе од година и пол тој настан, денеска на друг начин ја третира средбата. И сакам да го гледам тоа како една лекција од минатото. Коцијас на едно место рече кризите се можност за нови перспективи, за нови можности. Во многу дискусии се споменуваше дека може би на грбот на оваа преодна влада, за која што не знаеме воопшто дали ќе биде формирана, ќе биде и опцијата за решавање на споразумот. Реално е тоа или илузија? Велиме, таа преодна влада, таа преодна влада ќе има извонредно тешка агенда, која што и самите велите имаме дилеми дали може толку многу работи да се направат во толку кус период. Ако го преоптоварите, како велат, коњот магарето, ќе падне. Не е целта да направиме список на нереални очекувања и барања. Ни треба прво Македонија да се справи со навистина критичната точка во оваа политичка криза, да обезбеди услови за фери демократски избори, да обезбеди услови за нормализирање на политичкиот систем во Македонија, да обезбеди услови за политичка одговорност. Мислам дека на таа последнава точка се судираат копијата. Ако има политичка волја за да се реши политичката криза, мора во овој момент во Македонија да зборуваме за политичка одговорност. И затоа се вакви изјавите на Груевски. Тој би пишувал многу акцијски планови, ама не би превзел за ниедно прашање политичка одговорност. Тоа во било која демократска, европска, нормална држава не е опција. Што во следните 5 дена, односно што во понеделник, бидејќи велите дека до понеделник во меѓувреме ништо не се случува, по кратката пауза за реклами. И во завршницата на топ тема се враќаме на политичката криза, односно можноста таа да биде решена во понеделник. Шекеринска, извештај на Прибе, итни препораки на Европската комисија, договорот 2 јуни, анекс од 19 јуни, препораки од вчера, заклучоци на Советот. Ќе остане ова во понеделник само хартија или? Одлуката не зависи само од нас. Инаку да зависеше, половина од овие документи немаше да ни бидат потребни. Например, извештајот на Прибе. Извештајот на Прибе ни го соопштува тоа што сите сме го знаеле, комисијата го кажувала со дипломатски речник, ама не соочува со реалноста на сличен начин на кој што тоа го направија и нашите пресконференции или така наречените бомби. Мислам дека немаше да дојдеме во ваква ситуација од Брисел да ги слушаме овие пораки, доколку Македонија во изминативе веќе 5-6 месеци не покажеше институционален молк по сите незаконски действија кои што станаа јавна, не веќе тајна. За жал, мислам дека е тоа клучниот проблем. Ако постои една по мене препорака во целиот овој извештај на Прибе, со која што со еден удар Македонија би можела навистина драматично да се промени, тоа е препораката на Прибе која што вели итна истрага за сите наводи во бомбите. Ако тоа се случи во Република Македонија, прво, ќе имаме политичка и кривична одговорност на сите оние што ги кршеле законите и најважно од се, на секој политичар ќе му се испрати пораката дека ако ова го повтори, истата судбина ќе го чека. Мислам дека рано е, не сме таму. Очигледно е дека обвинителството и Груевски избраа молк на институциите. И заради тоа ни треба резултат на 29-ти, за да можеме да го деблокираме процесот и да се покаже дека Македонија може од внатре да се справува со ваквите криминали и ваквите злоупотреби. Бидејќи сите се обврзавте на таа фамозна бриселска доверливост и сте скржави на зборови за тоа што се разговара, јас прецизно бележев некои ситници, детали од сето она што го разговаравме. Дали сум во право ако констатирам дека позицијата на СДСМ е влада во концентрацијска влада, на чие чело нема да биде Груевски, во кој што ќе бидат разрешени дел од министрите,
вклучени во снимките, ќе има прераспределба на ресорите, а еден од новите инструменти во неа би бил, како што рековте, врзаните подписи кои рековте не можеме да ги спречиме. Ние не бевме многу дискретни за деталите од тоа што е разговарано, но Дали бевме сум многу барем близко со оваа транспарентни скица? за нашите позиции. Ние рековме прво дека не може тој што ги создал проблемите да очекуваме дека ќе ги разреши. И затоа влада на чело со Груевски не може да ги организира следните избори ако сакаме тие да бидат фер и демократски. Второ, рековме дека ќе бидеме многу флексибилни на прашањето каков тип на влада. Ние преферираме, например, експертска влада. Меѓутоа, рековме, не можеме да влеземе во преговори и да кажеме дека сите решенија ќе бидат тие за кои што ние сме се залагале. Сметаме дека врзаните подписи нема да не доведат до решение во некој од клучните ресори каде што злоупотребите стануваа по телефон и со устни наредби, а не со пишан документ од страна на министерот. Токму поради тоа, да, ние многу јасно ја поставивме не нашата цел, туку нашата терапија за моменталнава состојба во Македонија. Ни треба преодна влада без луѓето кои што ја доведоа Македонија до ваква срамна ситуација. Што ако нема договор во понеделник, очекувате нов анек за одложување или што ќе значи тоа? Знаете како договорите се тука и тие не обврзуваат. Мислам, треба да ги обврзуваат сите страни да постигнеме договор тогаш кога сме се договориле. Мислам дека времето за преговори за да се договориме полека одминува. Воопшто не бевме тврдоглави дали следниот состанок ќе биде на 27 или на 29 или на 1 или 2 јули. Тоа не е прашање околу кое што се дигна голема врева. Меѓутоа, факт е дека имаме уште малку денови за да постигнеме договор. Ќе оставите се за во понеделник или во меѓувреме нешто ќе се случи? Она што го кажав е одговори на вашето претходно прашање. Тоа е дека и ние затоа се среќаваме со представници на Европската Унија, за да ги соопштиме нашите ставови и за да им дадеме шанса повеќе да можат да ни помогнат. Предпоставувам дека истото се случува и на средбите помеѓу Европската Унија и представниците на другите политички партии. Се со цел, кога ќе седнеме на маса на 29-ти, да имаме повеќе шанси за предлог кој што ќе помине и ќе биде решение на политичката криза. Значи да не заборавиме, целта не е четворицата лидери да им бидат задоволени барањата. Целта е Македонија да почне да излегува од оваа политичка криза и на местото на пепел да почне да гради институции. Останува да видиме што ќе се случи во понеделник. Ви благодарам што бевте во топ тема. Почитувани, ви благодарам за вниманието. Ова издание, како и сите останати на топ тема, може да ги најдете на нашата интернет страница и на YouTube, каде одвоено ќе го има и интервјуто со шефот на грчката дипломатија Никос Коцијас. Бидете со програмите на Телма утре во топ тема, со вас е Александар Чомовски.